Непотизмот и поставувањето на најблиските роднини и пријатели на позиции стана заштитен знак на СДС, по кој граѓаните ја препознаваат оваа одродена предавничка власт. Впрочем, и тоа е нивната единствена работа за која ги бидува. До нас, од загрижени граѓани, вклучително и од разочарани членови на СДС, пристигна информации за непотизам од огромни размери, каде преку ноќ неубави и работни позиции се вработуваат и поставуваат роднини и пријатели на функционери на СДС. Прашуваме, дали се точни информациите за имињата кои ќе ги објавиме пред македонската јавност? Цвете Стојановска, внука од сестрата Виолета Стојановска на градоначалникот Јовановски, вработена во локалната самоуправа Прилеп. Виолета Стојановска, сестра на градоначалникот, унапредена од референт во раководител на јавни набавки при градска болница Борка Талевски. Горан Поповски, зет за сестра на градоначалникот Јовановски, раководител на регионалната стопанска комора Прилеп. Роза Рулеска Пиличева, долгогодишна соработничка на градоначалникот, унапредена од сестра во главна сестра во градската болница Борка Талевски. Кристијан Пиличев, син на Роза Пиличева, најпрвин директор на Домот за стари лица Киро Крстевски Платник, а сега раководител на Фондот за здравствено осигурување Прилеп. Наташа Тодоровска, снаа од сестра на сопругата на градоначалникот Јовановски, вработена во детски градинки Наша иднина Прилеп. Благица Каракашовска, братучеда на градоначалникот Јовановски, директорка на основното училиште Рампо Левката во Прилеп. Бојан Ристевски, син на Слободан Ристевски, поранешен директор на затворот во Прилеп, вработен како професор по физичко и здравствено образование во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу. Славчо Ѓоргиевски, син на Веле Ѓоргиевски, директор на основното училиште Гоце Делчев, вработен во локалната самоуправа Прилеп, одделение за урбанизам. Викторија Јовчевски Спирковска, функционер на СДС, една од најгласните во шарената револуција, вработена во локалната самоуправа во Прилеп, а сега вработена во кабинетот на министерот Сугаревски како советник. Кире Спирковски, сопруг на Викторија Јовчевски Спирковска, командир на полициската станица од општа надлежност Прилеп. Валентин Божиновски, советник во Совет на општина Прилеп, вработен во управата за јавни приходи. Еленче Ташковска, исто така советник во Советот, вработена во основното училиште Кочораци. Јулијана Цековска, советник во Советот на општина Прилеп, вработена во акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Прилеп. Весна Северковска, ќерка на Жарко Северковски, советник, вработена во локалната самоуправа во Прилеп. Иса Мамудовски, брат на Адем Мамудовски, член на Советот на општина Прилеп, вработен во ЈКП Пазари. Александра Поповска, сестра на сопругата на Александар Спирковски Джемо, вработена во детски градинки Наша иднина. Александра Бозовска, внука на Цветанка Иванова, секретар на Собранието, вработена во Министерство за внатрешни работи. Ивица Станковски, најпрво вработен во јавното комунално предпријатие Комуналец, но по назначување на неговата сопруга за директор, нова предпријатие експресно префрлен во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Александар Богдановски, девер на пратеничката Кети Спирковска, вработен во Институтот за старословенска култура. Владко Велески, брат на Сашо Велески, долгогодишен, доскорашен председател на општинската организација на СДС, Прилеп и член на управниот одбор на Телеком, директор на Македонски шуми. Прашуваме, дали овие вработувања, назначување и напредувања се вистински затоа што прилепчани заслужуваат одговори на овие прашања. Почитувани, изгледа единствен критериум за вработување и напредување во државава е слепата лојалност кон криминалниот картел на СДС и роднинските врски. Очигледно, животот кој го ветуваа дојде само за нивните членови. Додека обичниот граѓанин и понатаму се обидува да врзе крај со крај, благодарение на погубните политики на неспособната влада од постоењето на Република Македонија па се до денес. Но со заминување на оваа криминална власт, Македонија ќе продолжи да чекори напред.